да уште во старту кажуваме дека денес не протестираме против младите лица со нарушено поведение на објектот, кои не по своја вина се нашле во установа за нивно згрижување, туку против неадекватноста на изборот на објектот за ваква намена и против неорганизираноста на процесот на така наречената ресоциализација на овие жители. Не постои никаков соодветен начин за да они напредуваат. Немаат комуникација меѓу себе првин тука, а камоли нешто друго. Тие деца нема никој ништо против нив, но има против затоа што се донесени тука, бидејќи одлуката на институција. Да, одлуката на институцијата така решила. Ние деца имаме и наши, кај што тешко се справуваме со младината, секдека ви е јасно тоа дека е така. А камоли уште ова кои излагаат навечер, лично јас, значи, сум ги бркал, барале пари, барале цигари. Со исклучок на едно дете. Со исклучок, го кажам тоа дека е така. Меѓутоа, да си предземат мерки, да направат на децата училиште, да направат клупи, Соодветни услови. љуљашки, соодветни кај што учат сега децата наши преку 40 се тука сега у моментот. А не да носат вакви проблеми кај што понатака ќе настане поголем проблем. Сега 3, утре 5, заутре 10 и така ќе се множи тоа. За нечи интерес личен. Дека има мигранти кои што велите дека злоставуваат. Знаете ли некој случај на дете кој е злоставувано од мигранти? Ние не кажавме, пошто ние не сме полицајци, да ги следиме тие работи, ние не можеме да тврдиме такви ситуации, меѓутоа можам да кажам дека опасноста е тука, постои, така да ние сакаме да се превземат мерки да не дојде. Ние сакаме превентива, а не да лечиме. Дали зна дислокација на објектот? што е Ние бараме да се најде соодветна локација, бидејќи ова не е локација која што ги исполнува условите. Значи, не може вие да инсталирате институција во една населба која е строго дефинирана по урбанистички план као населба за приватно домување. Значи, треба да се смени урбанистичкиот план, за тоа треба јавна расправа, да дискутираме сите, да видиме што се инсталира тука и тек тоаш да се донесе заедничка одлука. Не може некој да ти импутира нешто, а ти да не знаеш што ти се случува тебе.